Се враќаме во студиото на Македонија денес. Одличен почеток на работната недела со навистина интересни теми, интересни гости во студиото. Она што во продолжение секако ќе ви го прикажеме во нашето студио и со што ќе имаме можност да се запознаеме и да разговараме, нешто што верувам дека ќе пробуди ке сите вас насмевки и пријатно расположение гледајќи ја емисијата и разговорот кој што допрва следува. Сведоци сме на се поголем број на сопственици на домашни миленици кои што водат сметка за нивното здравје и нега на нивното крзно. И верувам дека сето тоа веќе повеќе станува и нормална работа, не во едно време кога се зборуваше дека тоа е тренд и дека тоа така се прави затоа што е тренд во светот. Не, тоа е потреба, доколку веќе имате некое домашно милениче кое што го чувате и за кое што се грижите, потребно да му ја дадете целокупната љубов, внимание и нега која што му е потребна, за да тоа на еден свој начин возврати со љубов кон сопствениците и сите оние кои што се во негова близина. За нега на домашни миленици ќе разговараме во студиото со еден од најпознатите грумери во Македонија, Тошко Грозданов, а ова утро заедно со Тошко друштво ни прави и преубавиот Коко. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата во вашата емисија. Секогаш ми е драго кога ќе присуствуваме овде и ќе да имаме можност да им објасниме на гледачите како да се справат со негата на влакното. Токму така, негата на влакното е можна значајна кога се чуваат миленици во домашни услови или пак ете и во двор да е, секогаш треба да се посветува внимание да му се даде потребната нега и третман на миленикот. Во нашето студио е Коко, една преубава тој пудла, која што има своја навистина преубава фризура, подготвен за гостувањето во Македонија денес. Па, ете, веројатно дека е доста тешко и напорно да се негува и да се чува ваков миленик. Да, ова е Коко, представник на расата голема црна пудла. Он е мажјак, 2 години стар. Би сакал воедно да и се заблагодарам на неговата собственичка господја Ана Костовска, која ни дозволи да го презентираме Коко на гледачите на вашата емисија. Инаку, Коко е прекрасен примерок на својата раса. Тој досега учествувал на многу меѓународни изложби, освојувајќи секогаш први места. Тој е воедно и шампион на Македонија, шампион на Србија. Сега му остануваат уште неколку земји за да ги заврши тие титули и да стане меѓународен шампион. Да, ние посакуваме многу успех на Коко и на неговата собственичка, секако и на вас како негов личен грумер, за да ги добие сите потребни поени и квалификации на надпреварите на кои што го испраќат и на кои што верувам дека има доста голема конкуренција, но ете, Коко успева да ги освои и да ги придобие и поените и симпатиите на комисијата. Негата на милениците е многу значајна уште од самиот почеток кога ќе одлучиме дека треба да чуваме миленик. Значи, пред да го земеме миленикот, треба да се информираме што е она што допрва ќе следува и ќе не чека. Во последно време можам да приметам дека луѓето навистина ги проверуваат тие информации и секој кој што сака да земе домашен миленик, мислам дека треба да поразговара со тројца луѓе, со ветеринар, со тренер, дресер и со грумер. И да праша, да добие информации од сите нив тројца за расата која што сака да ја земе, бидејќи некои кучиња имаат предиспозиција за одредени генетски болести, некои кучиња имаат малку попроблематичен карактер, кој што би требало дресерот тоа да го среди и да ги посоветува како треба да се справат со таа раса уште од самиот почеток и се разбира да се консултираат со грумер каква е обврската околу негата на влакното. Некои кучиња имаат поголема обврска околу средувањето влакно, некои помалку. Затоа мора да бидат спремни, а не да бидат изненадени во првиот момент кога ќе го донесат кучето на груминг. Да, дефинитивно тоа се основните подготовки кои што треба да ги поминат сите оние кои што ќе сакаат да чуваат миленик и споредбено со можностите кои што ги можат да си дозволат таков миленик, Коко е еден од оние кои што бара многу повеќе нега и внимание. Често пати кај нас се зборува за тоа колку често треба да се бањаат кучињата. Еве го Коко, еднаш неделно доаѓа на третман кај вас. Бањањето е една многу интересна тема со која што јас се борам веќе една деценија. И се обидувам да им објаснам на луѓето дека бањањето на вистина воопшто не е страшно, ако се прави со вистинска козметика. Значи, општата подоба на шампоните би била на оние кои што се користат, кои што се deep cleaning, длабински шампони и light шампони за честа употреба.
оние кои што се длабински шампони може да се користат еднаш месечно најчесто, а другите шампони може да се користат дури секојдневно затоа што тие се многу нежни, тие се употребуваат често и на тој начин не ја вадат маснотијата од површината на кожата на влакното. Значи само ја вадат нечистотијата од влакното. И воопшто не е страшно да се бања куќето многу често со правилен избор на козметика, но се разбира треба да се посоветуваат со грумер. Да, денеска на пазарот има навистина голем број на средства кои што може да се употребуваат и многу почесто за да негата на куќето биде секогаш на врвно ниво. Кои се најголемите грешки кои што собствениците на милениците ги прават на самиот почеток кога ќе го донесат миленикот во својот дом? А во однос на негата? Негата не започнува на 6-7 месеци. Негата започнува веднаш од како ќе дојде куќето од дома. Што значи тоа? Кога ќе го донесете домашниот миленик во вашиот дом, му оставате неколку дена да се адаптира, да се научи на целиот простор, да почне да се привикнува на обавување на физиолошките потреби и веќе после една недела почнувате со четкање. Тоа четкање се разбира е повеќе како масажа, не е уопшто нападно, агресивно и куќето секогаш треба да се награди, она што најмногу грешат собствениците, никогаш не ги наградуваат после завршеното четкање своите миленици. Значи, после завршеното четкање мора да му се даде некоја награда на миленикот за да го поврзе четкањето со нешто убаво. Колку почесто се прави четкањето, толку е помалку болно за домашниот миленик. Бидејќи многу често собствениците го оставаат куќето се заплетка, па кога ќе седнат да го расчеткуваат, тоа е болно и на куќето му се развива аверзија. Веруете, доволно е 5 до 10 минути дневно за куќето да се ишетка, за да тоа биде секогаш во добра кондиција со влакното. Да, ние зборуваме сега за кучињата, но генерално за домашен миленик може да биде избор и мачка, може да биде секаков вид на животно кое што се чува и сите тие си ја бараат потребната нега. Вие како грумер се грижите само за кучињата или пак и за мачките? Во нашиот салон доаѓаат и мачки. Морам да ги пофалам собствениците на мачките дека веќе многу почнуваат многу да обрнуваат внимание на грумингот. Значи, пред едно 10 години, мачките кои што доаѓаа кај нас во салон беа заплиткани, беа една комплетна плоча од главата до опашката, беа толку заплиткани што ги шишавме со хируршки ножеви. Заплиткувањето беше толку страшно што навистина влакното беше речиси залепено за површинскиот слој на кожата. Сега веќе тоа е надминато, тоа се многу ретки случаеви. Ја верувам дека на секого може да му се случи да му се заплетка куќето, но ако тоа е константно, тогаш има некаков проблем. Но и собствениците на мачките многу обрнуваат внимание на груминг, така да има многу собственици кои што си ги носат на редовно бањање мачките, сечење на ногти, чистење на уши, она што подразбира основен груминг за нив. Да, и што почесто тоа е побезболно за кутрето и за мачето и во секој случај многу поубаво изгледа кога ќе излеземе на прошетка со нив. Колку си задоволен од тоа што се гледа во последно време низ главниот град на Македонија? Се поголем број на луѓе со миленици, се поголем број на убаво средени кучиња. Да, мислам дека нашите сограѓани може да застанат рамо до рамо со граѓаните на еден Париз, на еден Берлин. Кај нас веќе има одлична традиција на негување на влакното и тоа е убаво да се пренесува од колено на колено, што значи ако дедото го носел куќето, сега таткото, па синот ќе го носи куќето и така се влегува таа традиција во луѓето да куќето мора редовно да оди на груминг. Дури и оние кратко влакнести кучиња мора да имаат потреба од груминг. Затоа што кај нив треба да се чистат ушите, треба да се пресечат ноктите, треба да се форминира крзното, да се извади под лаката, она што е старо влакно што треба да испадне. И миленикот треба од најмала возраст да се учи на груминг. Поголем шок и стрес е за миленикот на една година да го однесете на првиот третман, отколку од најмала возраст полека се привикнува на целиот тој процес. На самиот почеток од вашата работа овдека во Скопје, бевте ли можеби скептици за тоа како нашите сограѓани го прифатат овој начин на живење и однесување према милениците? Имаше многу негативни коментари дека ова е Македонија и дека тоа не може да функционира, меѓутоа ако верувате во она што го работите, мислам дека секогаш излегува добро и ние во нашиот салон се трудиме да куќето кое ќе искочи од нас навистина изгледа извонредно, да го задржиме тој квалитет
што секако не зависи секогаш од нас. Знаете, Сања, кога ќе видите некое куче кое што изгледа извонредно, кое што излегува со извонредна фризура, кое што излегува од нашиот салон, тоа е затоа што ние имаме многу добра комуникација со неговите сопственици. Што значи дека сме ги расчистиле работите како треба они да се грижат за тој домашен миленик во периодот помеѓу третманот, и ако они се придржуваат на тие принципи, навистина кучето секогаш ќе изгледа совршено и ќе има убава фризура. Велите дека се свесни веќе нашите сограѓани во однос на тоа каква нега треба да им дадат на своите миленици. Се случува ли да и од другите градови во Македонија доаѓаат со цел секако да им ја пружат потребната нега на милениците, затоа што можеби таму пак и недостасуваат вакви салони за миленици? Секако не само од другите градови, имаме многу клиенти од цела Македонија, но можеме да се пофалиме и со многу клиенти од Косово и од Јужна Србија. Како постигнувате? Еве, на пример, да го земеме Коко за пример, колку време е потребно за Коко да ја добие оваа фризура, да му се направи еден целосен третман, за да изгледа вака како што ова утро е тука дојден кај нас во студиото? Само расчеткување, бањање и фенирање би требало да трае негде околу 3 часа, ако е све во ред, ако влакното не е заплеткано. И да речеме уште едно 3 часа шишање, што значи дека се потребни едно 6 часа за да изгледа онака совршено. Целодневно присуство можеме да кажеме кај вас во салонот, со многу љубов работите и секогаш милениците се преврзуваат за вас. Тоа е зборот кога миленикот не чувствува болка, кога не е заплеткан, кога и сопствениците дома редовно си го одржуваат и кога ќе дојдат кај нас не осеќа никаква болка, него му е пријатно затоа што кај нас сите го гушкаат, го бацуваат и на него му е убаво сето тоа внимание и него доживува стресно. Е многу интересен податок што малку тешко го надминуваат сопствениците, они секогаш сакаат побрзо да заврши третманот, затоа што мислат дека тоа е кој знае колку стресно за нивниот миленик. Прво не е воопшто стресно затоа што миленикот цело време гледа други кучиња, на нив им е интересно, цело време некој проаѓа, некој е на маса, некој лае, некој скока. Екипа. Да, не е никогаш досадно. И второ што нема потреба од никакво брзање, бидејќи најголемите грешки се прават кога се брза. И кога сме во голема гужва, секогаш се обидуваме сите да бидеме најсмирени што можеме, затоа што не сакаме да се случи некоја непријатна работа од целото брзање. Знаете, кога сте вие нервозни, нервозата веднаш преминува на миленикот што е до вас. И кучето многу брзо ја чувствува таа лоша енергија, станува нетрпелив, станува немирен и се случуваат неубави работи. За не дојде до тоа, навистина и собствениците би требало да бидат свесни. Еден интересен податок кога ќе каже собственикот, па минатиот пат шишањето траеше само 3 часа, зашто се задржавте толку? Затоа што не беше исто заплеткан како што беше минатиот пат. Сега беше повеќе заплеткан. Ако сакате да биде убаво, ќе потрае повеќе. Тоа не е воопшто стресно за кучето. Кучето добива, ако е жедно, ќе добие вода, ако сака се одмори. Она што не сакам да ги третирам животните во мојот салон како предмети. Тоа едноставно не можам да го поднесам. Значи, ако кучето е изморено, ќе му дозволиме да седне. Ако кучето сака да легне, ќе му дозволиме да легне. И нека се одмори малку и потоа ќе го продолжиме третманот. Не сакам ништо да биде со сила. Да, ни целиот третман, секако додека го третирате кучето во вашиот салон или мачките кои што ги носат, секако тука се гледаат и можеби првите промени кои што се јавуваат во однос на здравствената состојба на кучето, кожата и сите оние неправилности кои што може да се појават, а не дај Боже нели понатаму и здравствени проблеми. Да. Кога ќе дојде едно куче кај нас во салон, еден интересен податок, студентите секогаш викаат зашто ви треба толку многу време за да го избањате. За да може да влезе кучето во када, мора да биде детално расчеткано. Понекогаш тоа за некоја раса значи час, час и половина само расчеткување. Најголемата грешка која што собствениците ја прават е што го ставаат кучето во када дома, во домашни услови, веднаш од фотеља директно во када. Не. Кучето додека не се расчетка детално и додека не се пројде со чешел, да бидете сигурни дека нема никакви заплеткувања во влакното, не смее да влезе во када. Затоа што целиот шампон и целата нечистотија ќе останат во тие заплеткани места. И вие всушност не сте го избањале тоа куче, туку све останува на него. И нечистотија и шампон, кои што понатаму ќе иритираат кожата и ќе предизвикаат може дури и алергии и константно чешање на миленикот. Така да кучето мора детално да се расчетка. Во тоа детално расчеткување многу често наидуваме на некакви проблеми, кои што собственикот кој
само површински го четкал кучето, не успело да продре до кожата и да ги види тие проблеми кои што ги има кучето. Така да веднаш за таквите случаи, веднаш после завршениот третман, ги упатуваме да идат на ветеринар, да се консултираат со ветеринар, што како ќе се третира тој проблем кој што го има кучето на кожата. Уште една значајна и можна битна ставка во тоа зошто треба да се носат милениците секако на груминг и на редовна нега е токму тоа што може да укаже и на одредени неправилности. Тушка јас навистина ви благодарам што денес заедно со Коко бевте дел од нашата емисија. Верувам дека им помогнавме на гледачите да сватат колку е всушност значајна редовната нега на нивните миленици. Тоа допринесува понатаму и за нашето лично здравје, здравјето на нашите најблиски, секако што по негуван и здрав миленик, тоа посреќен и повесел, убави и долги прошетки со нив. Ви благодарам многу, се надевам дека ќе се видиме повторно. Да, јас се надевам дека ќе се видиме повторно, колку ќе биде се надева можеби некогаш повторно дел од нашата емисија. Вие секогаш ни изненадувате на навистина убав начин со секогаш средени и дотерани кучиња кои што се дел од нашата емисија, па ќе ви се заблагодарам уште еднаш и ќе ви посакам многу успех и понатаму во работата на средувањето на милениците. Сигурна сум дека веќе ги разрушивме табуата во однос на тоа дека кучињата не треба често да се бањаат, дека тие самите доволно секако создаваат своја заштита. Бањањето е многу значено како за нас, така и за нив, за да бидеме сите задоволни и среќни. Ви благодарам. Драги гледачи, тоа беше Тошко Грозданов, грумер, со кого разговаравме за значењето на негата на домашните миленици. Друштво со него ова утро ни правеше Коко, црна пудла, која што навистина има голем број на награди позади себе, секогаш негувана и со добар и фантастичен изглед. Се надевам дека и вам ви беше така подеднакво драго и интересно да бидете со нас, како и мене и нашата екипа овдека во Македонија денес. Повторно ќе ви приредиме, се надевам и понатаму вакви изненадувања и домашни миленици кои што знаат да ве растопат во секој момент. Тука ќе завршиме во овој дел од емисијата со уште една музичка numера, за да некаде во 10 часот ги погледнеме вестите на телевизија 24 и последниот дел од емисијата да го посветиме повторно на теми поврзани со здравјето.